Поздрав! Ги поздравувам сите љубители на астрологијата и секако сите македонци кои што се наоѓаат насекаде низ оваа наша преубава планета Земја. Добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Денеска сакам да зборувам за младата месечина која што ќе биде на 1 декември 2024 година и тоа точно во 7 часот и 21 минута наутро. Млада месечина на 9 степен и 33 минути во знакот Стрелец, во еден од најоптимистичните знакови. Ајде, драги стрелци, да видиме што вас ве очекува во овој период. Сигурно вие сте сега сите го слават својот роден ден, еден од најубавите денови во целата година. Славете го вашиот роден ден, затоа што тоа е вашиот ден и еден од најбитните денови. На 9 степен млада месечина во знакот Стрелец, што значи тоа? Млада месечина е една енергија со која што ќе можеме нешто ново да започнеме. Затоа Стрелецот е полн со мотивација. Стрелецот е оптимистичен. Стрелецот не може ништо некого да го нападне. Он иде само право, ја прати својата цел. Драги стрелци, јас сум една од вас. И јас исто тоа можам да го потврдам дека тешко некој мене да ме нападне. Меѓутоа, што се случува актуално, дали е тоа баш така, баш ме интересира како вие го доживувате, например, Сатурн, кој што исто тоа вас ве напаѓа, како што и мене ме напаѓа, значи Сатурн ги напаѓа стрелците и не само стрелецот и близнаците. Значи, тоа е веќе доста долг период, па и доста долго ќе трае. Која е таа енергија и што бара Сатурн од нас? Тоа е многу битно да се знае. Баш ме интересира како вие тоа го доживувате. Можете слободно во коментарите да ми напишете. Значи, оваа млада месечина, Сонцето и месечината прават меѓу себе една конјукција, што значи тоа Сонцето и месечината ќе не можеме да ја видиме, они се споени. Значи, Сонцето ја покрива месечината, така да месечината не може да се види. Сега, како што реков, можеме нешто ново, оптимистично да почнеме. Значи, видите сите другите од вас, каде се наоѓа Стрелецот во вашата натална карта и во која куќа е тоа. Значи, оваа млада месечина е доста битна. И како што реков, најважниот аспект кој е за мене најбитен и кој што е доста актуален, како што можеме да видиме, Сатурн. Сатурн во знакот Риба не напаѓа, ја напаѓа оваа млада месечина, значи Сонцето и месечината ќе бидат нападнати од Сатурн, што значи тоа астролошки прават меѓу себе една квадратура. Што бара Сатурн од нас? Сатурн е најголемиот учител. Сатурн, планета која што ја носи символика на одговорност. Значи, Сатурн бара од нас да бидеме дисциплинирани, структурирани, да бидеме одговорни за својот живот. Затоа што никој не може нашиот живот да го води или да ни каже како што кај треба да одиме, што да правиме. Сатурн бара од нас, Сатурн сака да не разбуди. Wake up, people! Сатурн сака да не разбуди, да не освести. Што сака да каже, бидете одговорни самите себе за својот живот. Бидете дисциплинирани, структурирани. Исто така за месечината, значи за вашите емоции, за вашиот емотивен живот. Вие сте сами креатори на вашиот живот.
Pa ne može nikoj od nas некој друг нешто да ни искреира. Ние самите сме одговорни за нашиот живот. И секако дека тоа може да се почувствува малце неповолно, стрелецот сака секогаш да иде напред со својата енергија, оптимистична енергија. Ние ќе идеме па било што ни гледа ни лево ни десно ако имаме една цел и готово. Меѓутоа некогаш е добро што е тука Сатурн. Може некош да се почувствуваме и доста уморни. Да, тоа е исто така една символика на Сатурн кој го квадрира Сонцето или месечината, да се почувствуваме доста уморни, што е тука многу потребно, па секако да се одмориме, ни е потребен подолг одмор. Значи, секогаш кога Сатурн ќе прави една квадратура со Сонцето или месечината, треба да си земеме време за самите себе си. Многу, многу битно. Земете си време за самите себе си. Дозволете си време за вас. Дозволете си да бидете сами. Никој друг во околината. Иако се тоа неколку сати. Ајде да речеме и да се 2 сати максимално. Таа енергија ќе ве мотивира понатамо да идете. Затоа што секој човек од нас му е потребен одмор. Сега отидов малце подалеку од темата. Значи, таа беше најважен аспект што е за мене многу, многу битен кога оваа млада месечина прави значи квадрат со Сатурн и како што реков дека Сатурн и понатаму ќе го напаѓа стрелецот и близнаците, зависи секогаш во кој степен, на кој степен се наоѓа, како сега можете да видиме на 12-тиот степен и актуално е точно на моето сонце, значи актуално имаме една енергија која што е доста неповолна. Меѓутоа јас тоа така не го почувствувам. Јас тоа доста позитивно го почувствувам, затоа што веќе тоа се врати. Сатурн беше ретрограден и таа случка ја имавме, сега пак се повторува истото. Значи секогаш кога се повторува една тематика, знаете дека повториот пат секогаш е нешто подобро. Значи учиме понатамо, се развиваме, без некоја квадратура или опозиција, ќе немаме шанса и могуćност за развој на нашата душа. Ние не сме родени да стоиме на една иста точка и цел живот да ни биде ист. Него ние сме родени да се развиваме ментално, физички, психички, за да може нашата душа исто тако да се развива. Ние не сме родени да стоиме на една иста точка. Тоа е многу деструктивна енергија. Значи, стрелецот е еден така од да речеме, ужива да биде во авантури, да има авантури, да патува, да учи, да се развива, курсеви. Може би и вие ќе имате некоја идеја или ќе бидете мотивирани нешто ново да започнете, што значи тоа може би некои нови студии или некои нови курсеви да почнете. Таа исто така една енергија која што е многу значајна. Меѓутоа, немојте да дозволите Сатурн да речете, ај сега не, уморе сум, тоа е многу напорно, нема да го успеам. Затоа што Сатурн ќе може тоа исто да го предизвика. Што имаме многу, многу друга убава енергија, ајде да погледнеме. А тоа е кога ќе видиме дека оваа млада месечина ќе направи исто така еден тригон со Марс во знакот Лав, кој што е исто така еден огнен знак. Значи, близначите Лавот и Овенот се сложуваат доста добро меѓу себе, затоа што се они огнени знакови. Како што реков, една енергија која што младата месечина прави еден тригон со Марс, а Марс е нашата
акција, Марс е нашата мотивација, да речеме, зашто сме мотивирани нешто ново да почнеме. Која е таа мотивација за да почнам нешто ново? Таа е таа енергија измеѓу младата месечина и Марс. Што можеме друго да погледнеме дека Меркур е исто тука во оваа игра. Меркур се наоѓа исто така актуално на 20-тиот степен, кој што веќе е ретрограден Меркур во знакот Стрелец. Значи Меркур исто така не мотивира да размислиме за оно што, да се вратиме малце назад, да размислиме која беше таа вистинска мотивација за нешто што сакав нешто ново да почнам. Ајде да речеме да некој сака од вас може би да почне некои нови студии, да студира или некој курс да посети. Која беше, значи, таа моја мотивација? Која беше мојата цел нешто ново да почнам? Затоа што диспозиторот на ова млада месечина, или подобро речено шефот, е Јупитер, кој што се наоѓа спротивно, значи тогаш Јупитер се наоѓа во знакот Близнаци, е ретрограден. И исто така, имам исто една ретроградна случка, Меркур е ретрограден, Јупитер е ретрограден, што значи треба да се вратиме малку наназад, да размислиме, да се прашаме самите себе си. Која беше таа мојата цел? Што сакав ја нешто ново да почнам? И сега, ако тоа го пронајдеме, само напред, стрелци, напред, затоа што Марс е тука. Марс ке може да ќе ни ја даде таа огромна енергија на стрелецот, значи ќе ни даде голема мотивација. Само напред со вашата идеја. Што беше тоа што сакавте нешто ново да започнете? Марс ќе ви даде голема мотивација и ќе ве мотивира. Битно е да се знае која беше вашата цел. Значи, како што реков, имаме и доста позитивни аспекти. Марс ќе ве мотивира. Меѓутоа, Сатурн ќе ви рече стоп. Ќе ви стави една граница, што значи тоа, бидете одговорни за вашиот живот. Значи, стрелецот, да, може некој што се вика она, без да размисли добро, да стави некоја одлука да донесе. Меѓутоа, како што е Меркур сега ретрограден и Јупитер да е ретрограден, време е кога ќе знаете да знаете која е мојата цел и мојата идеја, што ме мотивираше јас да почнам нешто ново во својот живот. Значи, кога ќе го откриеме тоа, да бидеме дисциплинирани и одговорни за својот живот, и тогаш ќе може све да се успее. Ете, тоа беше само на кратко за ова млада месечина. На сите од вас ви посакувам среќен роден ден, све најубаво. И кој е заинтересиран за една лична анализа на вашата натална карта, слободно ќе може да ме контактира. Секое добро и до скоро. Чао!